Само затоа што не стана премиер, народниот правобранител отстапува од слоганот «Псе јо» и бидејќи му е криво што не партиципира како предлагач во легислативната процедура, се наоѓа повикан да става забелешки и да дава свој суд за европските решенија предвидени во законот за легализација на дивоградбите. За мене е дискутабилно, проблематично и спорно. И според мене спорно е, дискутабилно е од правна, па ако сакате и морална гледна точка. Во бизнисот не важат никакви етички норми, туку идејата е да се направи профит. Таква е замислата и кога се имаат сите документи, а што друго би бил мотивот, кога нешто се крева на црно. Желбата на инвеститорите да покажат минимум разбирање се губи во одлучноста на власта правно да им овозможи неизино одбивање. Не можете ли барем малку да го одвоите, да речам метар до два? Ама тоа да го одвам ради желба нечија, има институции што дозволиле. Таа правна рамка што си е воспоставена вечно се обидуваат да искриват невладините. Ним никако да им се угоди, па и покрај јасно образложениот концепт дека преку легализацијата секе се препитоми. Тие на актуелните им покажуваат огледало во кое би требало да си ги видат предходниците и неразумно со гневна реторика шират дефетизам во инаку среќното општество. Ние се уште живееме во држава во која што параметрите, основните параметри на политичката економија не се различни од пред 5 години. Така, само место Груевски го имаме заедно. Место една клика имаме друга клика, можеме за нијансите да разговараме. Кој каков карактер бил и така натаму. Меѓутоа, структурно гледано, се уште имаме политичка економија, се уште имаме систем што произведува бес, што произведува лоши чувства и што не произведува доверба на луѓето во него. Оваа бесмисленост е апсолутно неточна, затоа што бес не може да предизвикува политички дил меѓу лидерите на две партии чии клиенти никогаш нема да им се спротистават, туку по нивни налог ќе продолжат да го надградуваат тој систем. Едните сега молчат веројатно во знак на одобрување, ама другите, кои се поискусни, прецизно во редовите на бунтовниците, ги лоцираат виновниците. Ама има прашање зошто денес се јавија? Зошто денес се јавија? Значи, не реагираа на комисијска расправа, не реагираа на собраниска расправа. Постфестум е посигурно предпоставува. Јас пак мислам дека политиканство. Јас тука би ја споменала затоа што пред да идам прочитав и некакво соопштение и од Левица, каде што и тие нас не обвинуваат. Па и Левица има можност да кажат забелешка, да поднесат амандман. Токму така, но овие последните се со сумнителна ориентација. Па иако можеле имаат оправдување дека не го сториле тоа од презир кон се што е прозападно. Иако, како што тврдат некои бардови, кои се мислат дека го имаат светот на дланка, тоа наводно било спротивно на тие вредносни стандарди. Ако сме ние кандидати или претендираме да влеземе во Европската унија, ова што се прави овде, нигде го нема во Европа. Легализација на дивоградби. Знае зашто го нема? Затоа што нема дивоградби. Ете, затоа ова е антиевропски и антицивилизацијски закон. Кој ме виновен што не знаат што е добро, но барем нивните граѓани не мора да очајуваат. Една од оние кои изгледа не ја сватија важноста на прилагодувањето на нашето со европското законодавство, за разлика од вистинските политичари, политикански се спротистави на можноста преку легализацијата да си увеземе и странски инвеститори. Во членот 8, каде што се зборува за документите што треба да ги достави субјектот за легализација, се вели дека уверение за државјанство за домашно физичко лице, копија од патна исправа за странско физичко лице. Замислете, тоа што странците не можат да го направат во нивните држави каде што владее правото, можат да го направат овде. И на крајот, уметниците, кои се космополити по природа, секогаш имаат што да му порачаат на општеството. Значи, јас читам сега диво месо, а вие слушате диво градби. Диво месо е верување дека ако некому му влезе влакно во грлото, околу коренот на влакното ќе се створи месо кое не е човечко и кое ќе расте и нарасне толкова да го угуши човек. Месото мора да се отврне со ногти, раната да се изгори со жар.
доста веќе се читаше диво месо. Редно е и да се послуша.